Добар ден и добре дојдовте на програмата Во фокус со Силвана Павловска, која се емитува на YouTube каналот. Денес е 8 август 2023 година. Во наредните неколку минути ќе продолжиме со четивото насловено Серскиот револуционерен округ во младотурската револуција, и ова ќе биде последниот дел од тоа четиво во книгата на Димитар Митрев со наслов Пиринска Македонија. Оваа серија е посветена на македонската книжевност и историја. Во спроведувањето на просветната политика на партијата се пројавуваа најактивно учителите, санданисти, членови на Македонскиот учителски сојуз, кој што членуваше во Европската учителска федерација со седиште во Брисел, раководена од видни социјалдемократи. Под нивно воздейство во програмското или програмските барања на Сојузот беа поставени и барања за бесплатно и задолжително основно образование, за воведување на мајчин јазик во основните и средни училишта, за одделување на училишните управи од екзархијата и другите црковни пропаганди, така што управата на одделните национални училишта да се довери на самостојни областни совети, што ќе бидат избрани од населението за државна или народна материјална поддршка на училиштата и учителите и така натаму. Значајното во тие барања за демократизирање на учебното дело се гледа пред се во тоа што по нивното реализирање нашиот народ ќе го добиеше правото да го застапи во своите училишта својот мајчин јазик. Но младотурската буржоазија беше неспособна да го свати огромното историско значење на тие демократски реформи во просветното дело. Остварени, тие ќе беа еден голем удар врз шовинистичките пропаганди на владите во Бугарија, Грција и Србија. Но токму со оглед на тој евентуален удар, екзархијата им објави војна на напредните македонски учители, социјалисти и санданисти. За да се обесили нивното влијание во учителскиот сојуз, тие беа малтретирани со отпуштање од служби и преместување од едно место на друго. Кон тоа, екзархијата, имајќи на своја страна поголем дел од гимназијалните учители, кои беа директно назначувани од неа, успеваше да држи своји луѓе во управата на Сојузот и на тој начин да ја спречува учителската борба за демократски просветни реформи. Но со идејното разјаснување на Федеративната партија, се поголем дел од учителството се ориентираше по линијата за демократизирање на самиот учителски сојуз, за парализирање влијанието во него на учителите, клубисти, начело со познатите велико бугарски спроводници Ѓорги Баждаров и Ѓорги Кулишев, кој беше секретар на Сојузот. Застрашената од пораснатото влијание на учителите санданисти, екзархијата, тоест застрашена од пораснатото влијание на учителите санданисти, екзархијата беше присилена да ги отпушти сите гимназијални учители, санданисти, и да им заповеда на училишните управи да го сторат тоа и со основните и прогимназијалните учители. Но, со оглед на тоа што поделни училишни управи не се согласуваа со таа
заповед и поради тоа што речи си без исклучок тие учители беа членови или симпатизери на Федеративната партија, спремнаа нив заповедта се покажа неприложлива. Откако не успеа на таков начин да се справи со народното учителско движење, клубиската управа на Учителскиот сојуз го одржа третиот конгрес на сојузот во Битола, во градот што се сметаше од нив за тврдина на клубизмот. Но токму на тој конгрес, разобличувајќи ја реакциорната екзархиска политика на сојузната управа, делегатите, членови и симпатизери на Федеративната партија однесоа полна победа. За секретар на Сојузот и за редактор на сојузниот орган беше избран делегатот на Серското училиште и активист на Федеративната партија Анастас Митрев. Озлобена од таа победа на македонското народно учителство, екзархијата преку нејзиниот орган Весникот Вести ја покани отоманската влада да го растури Учителскиот сојуз како опасно здружение спрема интересите на општествениот поредок. По тие напади и провокации од страна на екзархијата, македонското учителство уште поединствено се сплотуваше околу својот сојуз, кој се бореше за оделување на македонските училишта од контролата на екзархијата и ја раскриваше уште посмело незината улога како институт за денационализација на македонскиот народ. Борбата на Учителскиот сојуз доби карактер на вистинско народно движење, особено по растурањето на Федеративната партија. До тоа растурање се дојде во резултат на внатрешни несогласици во партијата и тоа меѓу двете главни сили во неа, серските и струмичките револуционерни дејци. Првите застанати цврсто врз начелата на националниот револуционерен демократизам и излегувајќи секогаш од барањата на постојаната стварност и од навремените најбитни интереси на македонскиот народ, не можеа да се согласат со секташките интернационалистички залетувања на вторите. При тоа, кариеризмот на некои од предводниците на втората струја и борбата што ја водеа тие лично против Сандански, највлијателна личност во партијата и од самиот народ признае нејзин лидер, придонесоа за изострување на несогласиците и до растурањето на партијата. По растурањето на Народната федеративна партија, единствени што и останаа верни и што и понатаму изнаоѓаа форми за спроведување на незината генерална политичка линија, беа пак серските револуционери. Некои од струмичките и солунските функционери што го обвинуваа Сандански во национализам, се покажаа како интернационалисти само на зборови и овладеани од кариеризмот и личните амбиции, брзо преминаа во противничкиот лагер. Серските револуционери, враќајќи се во своите поранешни реони на округот и во непосреден контакт со народот, продолжија со демаскирањето на шовинистичката политика на Бугарија, предупредувајќи ги и самите младотурци за опасноста од воена интервенција од страна на соседните балкански земји, работеа сред народот, подготвувајќи го за евентуална одбрана од надворешните напади. Заедно со тоа, серските револуционери, кои имаа огромно влијание во Учителскиот сојуз, преку членовите и симпатизерите на партијата, во него ја засилува уште повеќе неговата борба против политиката на екзархијата во името на длабоки демократски реформи во просветното дело. Околу борбата на Учителскиот сојуз се сплотија не само организираните учители, туку таа борба ја помагаше и демократски настроеното граѓанство во Македонија. Доказ за брзото раснување на тоа прогресивно општествено движење беа вторите избори за
narodni predstavnici во Отоманскиот парламент, што се одржаа во февруари 1912 година. Организираното учителство и напредното граѓанство ја одрекоа екзархиската листа во која фигурира и некои од бившите федералисти. Противници на Сандански, а која беше изработена под директива на Бугарското надворешно министерство. Од учителството и граѓанството изборната кампања беше спроведувана под лозунгот за политичка и национална самостојност на Македонија во федерирана Турција. Во резултат на таа активна демократска кампања, екзархиската листа пропадна и однесе победа коалиционата листа на санданистите и групата на родолюбивото солунско трговство. Тогаш во Отоманскиот парламент влегоа видните санданисти Александар Бујнов и Стојо Хаджиев. Овој изборен резултат покажа дека и покрај растурањето на Федеративната партија, незините идеи не го беа загубиле своето воздейство сред народот. Извојуваната победа создаваше услови за обновување на партијата, но Сандански и неговите другари сметаа за најправилно да продолжат да работат преку Учителскиот сојуз, кој го беше поставил веќе директно прашањето за бојкотирањето на екзархијата и незиниот орган Весникот Вести и прашањето за свикувањето на еден народен собор на кој би се решила основната реорганизација на екзархијата, која од институција на бугарска држава да се претвори во автономна национална институција на македонскиот народ. Тие барања на македонското учителство предизвикаа гнев кај екзархиското више духовенство, а и самата бугарска влада согледуваше во поставените барања и воопшто во борбата на македонското учителство основна опасност за понатамошна судбина на великобугарската пропаганда во Македонија. И затоа таа се реши и во овој момент да ги искористи своите терористички орудија. Од терористи, командувани од Тодор Александров, беа убиени членовите на Учителскиот сојуз и видните санданисти Костадин Алакушев и Стојан Пашкулев и двајца од Неврокопско. Учителскиот сојуз и сојузниот орган Учителски глас се надиграа против спроведуваниот врз народното учителство и народот крвав терор од страна на терористите што беа праќани од Бугарија. Кон смелите протести на Сојузот се присоедини и напредното граѓанство во Македонија. Солунскиот демократски весник Л Индепендент, кој излегуваше на француски јазик, ги покани учителите и граѓаните од сите народности да ја подкрепат борбата на Македонскиот учителски сојуз. Протестната акција на македонското учителство премина во сеопшта акција против тероризмот кој што го подготвуваше патот за воените интервенции. Во овој борбен правец Учителскиот сојуз отиде уште подалеку. Тој ги демаскира во својот печат за војувачките планови на склучениот таен сојуз меѓу балканските држави за поделување на Македонија на спорни и беспорни зони и за блиската војна против Турција. Екзархијата по наредба на бугарската влада ги затвори во 1911 година училиштата во Западна Македонија, во Скопје, Битола, Галичник, Лазарополе, како и на други места. Затворањето на тие училишта стана во интерес за проширувањето на големосрпската пропаганда во тој дел од Македонија. А по силата на една тајна спогодба со српската влада. Против тие планови за сметка на македонскиот народ, Сојузот на македонските учители се бореше активно и со загриженост за блиската крвава опасност што ја подготвуваа сојузните балкански држави. Опасноста што ја согледуваа санданистите и народното учителско движење
то jest подготвуваниот атентат против целоста на Нова Турција, не ја согледа во сета судбоносност владеачките младотурски кругови. Слаба и неразвиена буржоазија тие гледаа дека Запад, то jest зад оружените провокации на терористите стојат владите од Софија, Белград и Атина, но не презема никакви порадикални мерки за демократизирањето на режимот и не сторија никаков посмел чекон кон разрешувањето на националното прашање и федеративното уредување на Турција. Останувајќи само со декларации и ветувања, младотурците го обесилија својот внатрешен фронт за одбрана од надворешните интервенции. Но и покрај таа очигледна слабост и недоследна револуционерност, младотурскиот режим не остана без историска значајност за народите во Турција и посебно за македонскиот народ. За прв пат во својата историја нашиот народ се здоби со можност за една масовна легална политичка борба во името на неговите идеали за национална и политичка самостојност. Движењата на Федеративната партија и на македонското учителство, барајќи го извршувањето на двете основни прашања, националното и аграрното, и борејќи се за целоста на Турција и за Источна Федерација во која Македонија да има свое место како самостојна, равноправна, автономна област, настојуваа да се приближат до конечното разрешување на идеалот за нашата национална самостојност. Карактеристично е во тој однос искажувањето на Ѓорче Петров во весникот Бюлетин, број 8 од 1919 година, од статијата Македонија обезличена. Цитирам: Македонија по свој почин и по силата на својот собствен живот се оформи самата во оделна морално-политичка единица со своја специфична идеологија и со свој политички лозунг, областна самоуправа, која што се мачеше да ја реализира со своји собствени сили и средства. Македонија беше загарантирана пред европската општествена и политичка совест како величина со големо особено значење и се наложи на вниманието како оделна единица со специфичен лик, со своји политички тежненија и стремежи, иако составуваше неразделен дел од Турција. Крај на цитатот на Ѓорче Петров во вестникот Булетин, број 8 од 1919 година. Но колку и да се вистините зборовите на големиот македонски идеолог и првоборец, не помалку вистинит е и фактот што во таа своја борба за оформување во морално-политичка единица со своја специфична идеологија и свој политички лозунг, Македонија остана сама. Таа се најде без природни сојузници во лицето на демократските и социјалдемократските движења на соседните балкански земји. Неуспехот на младотурската револуција дојде не само поради тоа што таа револуција не најде никаква подкрепа од страна, туку во замена на тоа ги среќаваше систематските разновидни провокации од страна на соседните балкански држави и особено тие на Фердинандова Бугарија. Нема сомневање дека постоењето на едно правилно разбирање за значењето на младотурската револуција, особено во врска со сличните настани во Персија и Кина, како и во врска со револуционерното разбудување на милионските маси во Азија од страна на балканските социјалдемократски партии, можеше само да придонесе за побрзиот и сестран развиток на таа револуција. Токму во тоа време, кога беа веќе на лице од една страна
конзерватизмот и умереноста на младотурската партија и подготвувачката кампања на балканските влади за реализирање на нивните империалистички стремежи кон војна за поделба на Македонија. Од друга страна, балканската социјална демократија сепак можеше да придонесе за еден подруг тек на настаните во Турција, имено по линијата на незиното демократско консолидирање. Но со тоа прашање не најде за потребно да се занимава ни самата Балканска социјалистичка конференција, одржана кон крајот на 1909 година во Белград. Таа донесе резолуција за најактивна борба против војната и го издигна повикот за Балканската федеративна република како агитационен лозунг за обединување на работните маси во балканските земји против империалистичката политика на нивните влади. Како што ја осуди австро-унгарската анексија на Босна и Херцеговина и како што во врска со тоа зеде решение за борба против империалистичките напади и интервенции на Балканот, конференцијата можеше да ја осуди и политиката на Бугарија, Србија и Грција по однос на Турција и Македонија, па и во врска со тоа да излезе со конкретни решенија. Иницијативата во таа смисла би требало да им припадне по прв ред на македонските представници на конференцијата, поради тоа што тие беа директно најзаинтересирани од развитокот на настаните во Турција. Но македонските социјалистички представници во конференцијата се наоѓаат тогаш под влијанието на бугарските тесно социјалистички представници, а за последниве беше многу поважна нивната фракционерска борба со другите социјалистички групации во Бугарија, широки социјалисти и либерали социјалисти. Нивната македонска, во наводници македонска, линија си остануваше непроменета. И покрај тоа што во животот на Турција настанаа помали или поголеми револуционерни промени, а самото македонско национално ослободително движење се преориентираше врз легална политичка база во правец на широко национално политичко движење. Посилно се покажа во однос на тие промени старото становиште на тесно социјалистичките раководители дека македонското прашање е бугарско национално прашање. Независно од тоа што народните маси во самата Бугарија гледаа со симпатии на она што стануваше во Турција и Македонија и беа готови да го подкрепат делото на младотурската револуција, тесно социјалистичките раководители пак си останаа затворени во своите клубови и таму ги ковеа своите доктринерно-софистички дефиниции за карактерот на младотурската револуција. Во изработувањето на тие дефиниции беше заборавено дека младотурската револуција е настаната како резултат на капиталистичкиот развиток на Турција, од националното потисништво, од неразрешеноста на аграрното прашање и дека токму поради тоа е очевиден незиниот буржоаско-демократски карактер. Во тесно социјалистичките теоретизаторски проекции, таа револуција се одредуваше како воена завера, зборовите се во наводници, исклучиво како револуција на, пак наводници имаме, феудална турска класа. Во брошурата Револуција во Турција и социјалдемократијата, издадена во Софија 1908 година, како 7ми број на работническа библиотека, јасно е изразено становништвото на бугарското тесно социјалистичко раководство. Цитирам: се покажа дека работите се однесуваат до едно воено пронунцијаменто
до една воена завера, која што успеа да ја истргне власта од рацете на султанската Камарила, извршувајќи политички преврат и преобрнувајќи ја управата на Турција од деспотската во уставна. Крај на тој цитат и понатаму, повторно цитат, по својата суштина тоа е една револуција на феудалната турска класа. Затоа таа беше можна само како воено востание, таа не е револуција на пролетаријатот, ниту е револуција на буржоаската класа. Крај на цитатот. Разбирливо е дека таквата категорична теоретска оценка се јавуваше во противречност со населението, тоест со настанатото во Турција во време и по револуцијата од јули 1908 година. Ако беше на лице една револуција на феудалната турска класа, последицата од тоа требаше да биде политичката победа на феудалните општествени односи, а не забрзаниот капиталистички развиток настанат во Турција токму во време на младотурскиот режим. Спротивно на тоа, таквата оценка не го оценува и огромното значење на одземањето власта од рацете на добро познатата по својот крвав деспотивам султанска Камарила, кое пак е представено како најпросто преобрнување на управата на Турција од деспотска во уставна. Навистина, воведениот устав по револуцијата всушност означуваше влегување во сила на изработениот проекто устав во 1876 година од големиот турски реформатор Митхат Паша. Но тука се појавува прашањето зошто овој устав, ве молам да се зборува, уставот, да се промени на Република Македонија, уставот, да се внесат бугарите во него. Повторувам ова што ни пишува нашиот Димитар Митрев за Пиринска Македонија. Навистина, воведениот устав по револуцијата всушност означуваше влегување во сила на изработениот проекто устав во 1876 година од големиот турски реформатор Митхат Паша. Но тука се појавува прашањето зошто овој устав, иако и готов како проект, не влезе во сила пред јули 1908 година. Зошто? Сигурно затоа што во јули 1908 година беше извршена револуција што го реализира преобрнувањето на деспотската управа во конституциона, а кое во цитираната брошура е едно и исто. А и од тоа е јасно дека не се оценува по всушност значењето на извршената промена, која создаде навистина легални услови за борба не само на нашиот народ, туку и на сите потиснати народи во Турција за разрешувањето на националното прашање. И секако едностраничиво е да се разгледува тесно социјалистичкото дефинирање на револуционерните настани во Турција само од аспектот на нивното познато доктринерство. Таквите оценки поточно им беа потребни на тесно социјалистичките раководители за нивната фракционерска политика, која се огледува во конкретниот совет што им го даваат тие на македонските социјалисти во предговорот кој брошурата со горните дефинициски поставки е нагласено, цитирам, една социјалдемократска работничка група, каква што е македонската, треба резко да се оддели од буржоаските и ситно буржоаските групи и по тој начин да ги оттргнува несвесните маси од влијанието на буржоазните и ситно буржоазните политиканти. И тоа резко одделување денеска во Македонија се јавува толку неопходно, бидејќи таму се пренесоа од Бугарија разни социјалисти,
сите ситно-буржуаски политиканти, а денеска орудие на представниците на феудалната класа во Турција против револуцијата. Интересно, која револуција, прашува писателот на книгава. Нашите групи и сочувственици во Македонија ќе треба да употребат најенергични усилби за да им го преградат уште во самиот почеток патот на новоиспечените под наводници отомани, кои се јавуваат со социјалистичка маска пред работниците и ги отстрануваат од револуционерниот пат. Крај на цитатот. Од овој конкретен и превосходно акционен совет е јасно дека како најважна задача за социјалистите во Македонија се постава не нешто друго, а да ги пренесат на својот терен франкционерските борби што се водеа во тоа време меѓу бугарските социјалисти. Пред тоа, основна задача, зборот основна е во наводници, сосем бледни стануваат секакви борби за сплотувањето на пролетерските и ситно-буржуаските народни маси во Македонија за спроведување револуција до крај. Поважно е да се разобличат социјалистите новоиспечени отомани, во наводници овие се два зборови, новоиспечени отомани, кое што значи да се разобличат оние социјалисти, македонски и бугарски, што учествува во Федеративната партија и во Македонската социјалистичка федерација. Но со истиот епитет, отомани, во наводници зборот отомани, санданистите, социјалисти и револуционерни демократи беа разобличувани и од страна на великобугарскиот печат. Каде е тогаш разликата меѓу чистите зборот е во наводници, каде е разликата меѓу чистите пролетери и чистите националисти? Работата е во тоа што околу тоа прашање нема разлика. Во тоа што и едните и другите, без оглед на класните интереси по линијата на великобугарскиот однос према Македонија, ни повеќе ни помалку се наоѓа на исти позиции. Од тука не е ништо чудно што тесните социјалисти не објавија ни еден протест. Не организираа ни еден митинг, кога масите во Турција од сите народности најенергично протестираа против објавата на Фердинанда независност. Зборот независност е во наводници. Значи, повторувам, од тука не е ништо чудно што тесните социјалисти не објавија ни еден протест, не организираа ни еден митинг, кога масите во Турција од сите народности најенергично протестираа против објавата или објавената од Фердинанд независност на Бугарија. Не заборавајќи да ги разобличат социјалистите што учествуваа во Федеративната партија за раководителите на тесните социјалисти, како да не постоеа Фердинандовите агенди во Македонија, кои со легални провокации и со тероризам го урнуваа делото на револуцијата. Не сакајќи да прават општо дело со социјалистите отомани и со ситно-буржуаските маси што беа опфатени од идеите на Федеративната партија, тие на практика без полемики и дискусии општото дело го правеа со непријателите на македонскиот народ. Но тоа и таквото општо дело беше потребно, зашто преку него ќе се дојдеше до индустрискиот развиток на Македонија само по пат на нејзиното присоединување кон Бугарија. Таква е смислата на некои категорични тврдења во брошурата на тесниот социјалист Д. Генин, гледиштето на балканските социјалдемократски партии по Балканската федерација,
во која е изнесено и гледиштето на тесно социјалистичката партија по однос на едно евентуално присоединување на Македонија кон Бугарија. Авторот на брошурата му одговара на еден од социјалистите отомани и тоа на следните негови постапки. Цитирам: да го примиме овој недопуслив случај дека прашањето ќе се сврши со една решителна војна во полза, например, на Бугарија. Ќе се формира тогаш една нова, велика Бугарија. Какви услови за развиток на бугарскиот народ ќе представува таа држава? Каква ќе биде максималната полза за бугарскиот народ во една таква шарена држава? Тогаш пак ќе постојат истите национални идеали со кои што се бориме денеска. Крај на цитатот со следниот одговор. Цитирам: вие прашавте дека за минута да прифатиме ако Бугарија бија завојувала Македонија, што би спечалила? И после одговорот е ништо, но ние мислиме штом Бугарија ја земе Македонија, таа ќе спечали. Бугарската индустрија ќе навлезе слободно во Македонија, исто така бугарскиот империализам и бирократија ќе бидат поставени подобро од другите народи, како империализмот и бирократијата да се истоветни со поимот народ. Ете зошто не е седно, туку остварлива ли е таа идеја? Тоа е друго прашање. Крај на цитатот. Нема потреба од коментари за да се докажува дека за сите тие теоретски поставки и практички изводи јасно се огледува великобугарското становиште на тесно социјалистичкото раководство спрема младотурската револуција и спрема борбата на македонскиот народ во условите на младотурскиот уставен режим. Тоа се историски факти и како такви остануваат неизбришливи. Во интерес на историската вистина треба да се признае дека, за разлика од тесните социјалисти, фракцијата на либералите социјалисти, некои ситно буржоаски партии во Бугарија, како Земјоделскиот сојуз, Радикалната партија и партијата на народничката буржоазија, имаа навистина сочувствен однос кон револуционерните промени во Турција, а и спрема Федеративната партија на и Сандански. Во потврда на тоа ќе го цитираме одзивот на весникот Мир, орган на народничката буржоазија, кој што по поглед декларацијата на Федеративната партија го пишува следното. Цитирам: кога ја читавме програмата што ја изгласа Конгресот на Народната Федеративна партија, ние останавме уште повеќе зачудени од становиштето на денешната влада за работите во Македонија. Треба самата слобода да ги дразни бугарските управници, за да се решат тие со средствата на државата да водат една систематска борба против тие што ја бранат таа слобода и целост на империјата. Програмата е таква што би можела да ги задоволи најголемите слобољупци кај нас, без да го засегне чувството на секој разумен бугарин. Ние би сакале сите бугари да бидат такви безотечественици и такви предавници. Крај на цитатот. Утврдивме дека во време на младотурскиот уставен режим македонскиот народ водеше борба за конкретно и секакво правилно разрешување на македонското национално прашање со оформувањето на Македонија како автономна единица во рамките на една источна федерација. Такво едно постигање би било најголем удар за великобугарските и другите балкански претенденти за присвојувањето на Македонија.
Затоа, тие прибегна до севозможни средства, а на крајот и до војна, за да го отстранат македонскиот народ од патот што забрзано водеше кон неговата национална и државно политичка самостојност. Ете, тоа беше крајот на третиот дел од четивото насловено Серскиот револуционерен округ во Младотурската револуција, содржан во книгата на Димитар Митрев, насловена Пиринска Македонија. Следниот пат ќе почнеме со следното четиво во оваа книга, чиј наслов гласи Балканските војни и поделбата на Македонија. Ќе биде мощне, интересно и научно, така да се надевам дека ќе ми се придружите наскоро, кога ќе можеме и овој дел да го споделиме со вас. До тогаш ви благодарам за вашето внимание. Се гледаме и слушаме следниот пат. Поздрав од Силвана Павловска и програмата Во Фокус. До гледање.